После 4-годишното мизантропско владење на СДСМ и Томе Христоски, Општина Крушево добива шанса за градоначалник, докажан во своите позитивни комуникацијски и хумани односи со своите сограѓани. Градоначалникот Томе, во дадениот мандат, не успеа да реализира ниту започни ниеден од 5 носечки проекти од предизборната програма. СДСМ очигледно повторно сака да поддржува лаги, насилство, уцена, неработење и локално шерифување, наместо проекти, нови работни места и подобра иднина за младите. Во изминативе 4 години не се реализира ни една од ветените инвестиции во индустриската зона Опаленик. Ништо нема од фамозната обиколница во Крушево, нито од реконструкцијата на локалниот пат Врбоец-Светомитрани, а уште помалку од реконструкцијата на регионалниот пат Кривогаштани-Крушево, Крушево-Демирхисар. Патиштата во селата Врбоец, Светомитрани и Бучин се во дисфункционална состојба. Во општината проблемите со вода за пиење се продлабочуваат. Жителите во селата живеат без вода. Ветениот проект за водоснабдување и вештачките акумулации сега ќе бидат ударна тупаница на новиот градоначалник од ВМРО ДПМНЕ и овие проблеми со водоснабдувањето ќе бидат заборав. Почитувани сограѓани, оваа власт покажа и докажа дека не е способна да обезбеди развој и иднина на општината. Оваа власт и пред заминување прави штета и си поигрува со човечки судбини. Со почетокот на новата учебна година, сведоци сме на нехуманата ургенција на градоначалникот за укинување на работните места образовни асистенти за децата со посебни потреби во основното училиште Никола Карев. Неговото непрепознавање на важноста на образовниот процес и мешање на политиката во образованието доведува само до деструктивност во општината. За жал, последиците од ваквите неразумни одлуки ги трпат родителите и нивните деца. Свеќајќи ја битната интеграција на овие деца во општеството, новиот градоначалник на Крушево ќе биде должен да обезбеди нивни образовни асистенти, превоз до училиштето и пристапни патеки. Ќе го вратиме сјајот на културните манифестации и повторно Крушево ќе биде етноград, ќе биде град на музиката и уметноста. За младите луѓе во Крушево, СДСМ не обезбеди работни места, ниту им понуди услови и поддршка за отпочнување на локални бизнеси. Затоа пак, Томе Христоски е познат како татко на непотизмот, бидејќи слободните и примамливи работни места си ги додели на својата фамилија. Новиот градоначалник на општина Крушево ќе даде максимална поддршка на секој млад човек кој сака да твори и работи во градот, развивајќи бизнис, научна, спортска или креативна дејност. Крушево има добри услови за поддршка и развој на адреналински спортови и ние ќе работиме за да станеме балкански центар на адреналинот. Ќе се насочиме на користење на обновливи извори на енергија, ветерници, колектори и слично. А географската поставеност на градот нуди услови за Крушево да биде екоцентар на Македонија и општината ќе ги вклучи сите ресурси за постигнување на таа цел. Наша голема заложба ќе биде влог во образованието. Па затоа во Крушево ќе има научно-истражувачки центар, каде ќе се понудат услови за научни дејности, семинари, доквалификации и слично. Нашиот град ќе биде со туристичка понуда за сите 4 сезони и сместовачките капацитети ќе можат да имаат целогодишна функционалност. Four Seasons Крушево. Влогот во туризмот и туристичката понуда ќе биде еден од приоритетите на општината, вклучувајќи ги како рамноправни партнери сите приватници кои вложуваат и инвестираат во нашиот град. Социјалната тематика и проблематика ќе бидат тековно решавани, а општината ќе обезбеди социјални домови за најгорливите случаеви. Проблемот со паркирањето ќе биде решен со катни гаражи. Влезот на градот ќе има соодветно сообраќајно решение. И она што треба да биде прво и приоритетно за едниот градоначалник е нови инвестиции и нови работни места. На нашиот град му требаат фабрики и ВМРО ДПМНЕ, како и претходно што донесе фабрики,
така и во наредните 4 години ќе работи во интерес на отворање нови работни места. Редењето бекатон плочки, поправка на уништени улици, партерно уредување на зелени површини училишни дворови во градот и селата, како и секоја санација од било каква природа, нема да бидат повод за правење селфи и фалење на Facebook. Туку тоа ќе бидат тековни активности за кои градоначалникот и вработените во општината ќе бидат платени. Ќе ставиме крај на високото ниво на криминал и работа врз принципот на закани и уцени. Ќе работиме во интерес на граѓаните и нивните потреби. И Крушево повторно ќе биде лулка на спокојот и достоинството. И нема да се дозволи поделба на населението и граѓаните по било која основа. Секој еден, независно од вера, пол и политичко убедување, ќе биде битен и важен за градењето на една поубава општина. ВМРО-ДПМНЕ е партија за сите луѓе во Крушево, а новиот градоначалник се обврзува да ги реализира и ветените проекти од ТОМЕ и СДСМ. Ние знаеме и умееме, и ние ви простуваме за неспособноста и продолжуваме заеднички за едно поубаво Крушево.